Благодарам, почитувам подпредседател. Јас имам 3 пратенички прашања, од кои двете се до председателот на владата, господин Христијан Мицкоски, а едното е за министерот за здравство, господин Азир Алиу. Моите 3 прашања се однесуваат на 3 важни теми за граѓаните на Република Македонија, а се однесуваат на динамиката и напредокот на реформската агенда, мерките за контрола на цените на горивата во контекст на актуелната криза и на инвестициите во здравството во Република Македонија. Во однос на првото прашање, почитувам премиер, сведоци сме дека опозицијата од петни жили се обидува да создаде впечаток дека ништо не се случува, дека нема напредок и дека реформската агенда ја третира како сценографија, да даде европски шмек на нивните трагикомични пресконференции. При тоа, заборавајки на тоа што оставиле, обвинувајки за се што самите не успеале да решат додека биле на власт и прогласувајки се за експерти за европски реформи кои напредокот го мерат според расположението на пишувачите на партиските памфлети. Евидентно е дека сакаат да ја убедат јавноста да поверува дека Европската комисија дели десетици милиони евра, онака од учтивост, а не дека се работи за строго условен реформски процес. Но фактите се цврсти и токму затоа толку често се обидуваат да ги заменат со драматични квалификации и не прашуваат што е завршено, туку гледаат како секој процес да го претворат во наслов за нова пресконференција. Ако има резултат, ќе кажат дека бил недоволен, ако има исплата, можела да биде поголема, ако има рок, ќе кажат дека е предоцна, ако нема рок, па ќе кажат дека не постои план. И да се разбереме, политичката критика е здрава, но ова не е критика. Ова е политичка гимнастика без допир со реалноста. Затоа, за првото прашање, најконкретно. Почитувам председателе, докаде се чекорите што треба да ги исполниме како држава и што досега е реализирано од реформската агенда. Второто мое прашање се однесува на мерките за поевтинување на горивата и за заштита на животниот стандард. Јас морам да констатирам дека владата веќе покажа дека не чека проблемот да експлодира. Реагираше со ДДВ, реагираше со акцизи, разговараше со ОКТА, обезбеди попусти и ги следи состојбите на терен. Значи, ако има потреба, владата има и инструменти, и волја да продолжи со мерки кои го штитат стандардот на граѓаните, додека опозицијата критикува. Разликата овде е што едните гледаат цена на бензинските пумпи и бараат решение, а другите гледаат цена на бензинската пумпа и бараат наслов за пресконференција. Како пластичен пример и силен аргумент за тоа како оваа влада ги штити интересите на граѓаните е работата на Државниот пазарен инспекторат во моментот на почетокот на кризата. Бројот на извршени надзори на бензинските пумпи за време на владењето на СДСМ од 2020 до 2024 година за време на 2 кризи е 50 надзори, додека бројот на извршените надзори на бензинските пумпи само во првите 5 дена од почетокот на кризата во владата на ВМРО-ДПМН е над 300 инспекциски и контролни надзори. Ова е огромна разлика. И затоа бевме и сме пример на Балканот каде што немаше криење на залихи, немаше ограничување на точење на гориво и немаше затварање на бензински пумпи, затоа што инспекторите им беа на глава на трговците. И токму затоа, за несреќа на опозицијата, а за среќа на македонскиот народ, државата има регионално најниски цени на горивата и не се дозволи да се јават екстремни ценовни шокови. Третирањето на цените на горивата не треба да се сведе на ниво на тема на дневно политичка кавга. Туку
како прашање за кое мора да се обезбедат услови за разговори со пазарните актери и да се прават конкретни интервенции. Председателе, вие до 1 јуни ги продолживте мерките за поевтини горива, се со цел намалување на ценовниот притисок и заштита на животниот стандард на граѓаните. Изјавивте дека сте во преговори со ОКТА за продолжување на дополнителниот попуст, па би сакал да добијам одговор. До каде сте со преговорите и дали, доколку има потреба, владата ќе донесе одлука за продолжување на мерката со оглед на тоа дека први е веќе во понеделник. Третото и последно моје прашање се однесува на здравството. Во контекст на здравството, опозицијата покажува уште поголема доза на политичка амнезија и денеска зборуваат како да се појавиле вчера во државата и како да не управувале 7 години со системот. Како да немале министри, директори, како да не кроеле буџети, тендери, ништо од тоа. Здравството, се разбира, не може да се поправи преку ноќ. Но, разликата помеѓу сериозна власт и опозиција во паника е тоа што сериозната власт признава дека има наследени проблеми и ги решава еден по еден, додека опозицијата се однесува како проблемите да се родиле на денот кога тие заминале од власт. Особено смешно звучи кога СДСМ и ДУИ зборуваат како зад себе да имаат музеј на завршени болници. Тоа е посебно важно, затоа што сака да се представат како некој што се грижил за здравството. А реалноста е дека за време на нивното владење се случија најголемите скандали. За нивно време, преку фирми за банани се договараа набавки за респиратори, пациентите примаа солена вода наместо цитостатици, државата молеше кај соседите за заштитна опрема за време на пандемијата, диагностичките апарати не се поправаа, ниту се набавуваа нови за пациентите да можат да бидат насочени приватно да ги плаќаат здравствените услуги. И не за џабе, истиот тој Венко Филипче кој денеска критикува, додека беше министер за здравство во медицинските кругови кружеше една констатација дека имаме министер кој е посмртоносен од болестите од кои се лечат пациентите. Хаосот со специализациите го направија до толку сериозен што на системот ќе му требаат години да произведе кадар по одредени специјалности. Ветуваа бесплатно здравство во ЕУ, додека градеа монопол за фармацевски фирми. Позитивната листа на лекови со децении не се помести од мртва точка, а сега кога се поместува велат, тоа е наше и на нас ни текна. Им текнало, а ништо не реализираа. Тоа е како некој да не направил ручек 7 години и кога некој друг ја нареди масата, овие велат ама салфетките беа наша идеја. За разлика од тоа, ние сме сведоци дека денес во здравствениот сектор се работи на подобрување на условите. Се работи на реконструкција на здравствените установи, на клиничкиот центар Мајка Тереза, како и на градската општа болница 8 септември. Се најави и дополнително проширување на позитивната листа на лекови и затоа, почитувам министер Алију, дали можете да ни кажете што досега има направено за подобрување на здравствениот систем и каков е планот за во иднина во делот на инфраструктура